Реагирам процедурално по ставот 2 од членот 90, ако говорникот се оддалечи од прашањето, дека треба да го повикате да се придржува и веќе нема потреба да се повикам на членот 91 став 1 за одржување на редот во седницата. Еве се стишија колегите. Реагирам не само на искажаното од пред малку на колешката Колева, но мислам дека и други во недостиг на текст на зборови за контрареплицирање на нашите колеги. Знам дека се многу по 9 да ви сеават за реплики, но тоа ние имаме од оваа страна многу што да кажеме за разлика од вас и во недостиг на некоја издржана контрареплика почнувате да кажувате, да споменувате вашите познати епитети за нашата партија и дури последно колешката се дрзна да спомене еден историски лик, а се прашувам дали воопшто вие историјата како предмет ја почитувате, ја знаете, ја учите, ама очигледно само лошите ликови ви се пример, недолични споредби колешке. Разбирам во недостиг на она што треба навистина да го кажете и затоа ќе ве замолам. Кога нашите пратеници излегуваат со нешто напишано на хартија, тоа значи дека се подготвиле, за разлика од вас кои што чекате по SMS пораки некој да ве подсетува што да кажете и како да кажете. Пишани говори значи дека некој се подготвувал. Ако вас ви треба некој нешто да ви напише, побарајте помош, можеби нешто и ќе се потрудиме да ви напишеме. А тоа дали на нашите листови има лавче, видете на вашите што има. Дали има пупка, дали има ружа, дали има зајче. Ве молам да го задржиме нивото на дискусија во овој парламент. Подобро, ако немате што да кажете во контрареплика, не се коалицијата. Барам половина час пауза да размислите дали треба да се извини колешката Колева од оваа говорница или не.